Со ново миниатурно возило за смет ќе се чисти отпадот од тесните и тешко пристапни улици во Виница, а многу повеќе во селските средини. Општина Виница заедно со UNDP обезбеди мини кипер за отпад од марката Fiat и истото го отстапи на јавното комунално предпријатие Солидарност. Ова е трето возило во рок од 2 години кое што општина Виница го реализираше или го донира на јавното комунално предпријатие Солидарност. Ова возило е Fiat Doblo, кој што заедно со UNDP и општина Виница аплицираше на нивниот повик. Вредноста на овој возило е 31.000 евра, од кои што 26.000 евра се од страна на UNDP, останатите 5.000 евра се од општинскиот буџет. За комуналното предпријатие обновувањето на возниот парк е добре дојдено и неопходно заради секојдневно вршење на основните комунални услуги за граѓаните. За основните потреби на јавното предпријатие со ова се докомплетира возниот парк и понатаму ни е проблем за старениот дел од возниот парк, меѓутоа со последните 3 машини, големиот тровокопач, малиот тровокопач Hitachi и сега со малото возило за собирање на смет, доста се модернизира возниот парк и со тоа ни се олеснува работата и на нас како јавно предпријатие, а и се подобра услугата за граѓаните. Во поголемите населени и рурални средини го собираме, меѓутоа во помалите, поточно во селата од разбиен тип се уште не го разбираме. Сега со последната одлука на последниот совет е донесено одлука да се собира сметот и во Драгобрашти, Трсин и Пеклани, каде и до сега се собираше, меѓутоа не беше комплетирано таа работа. Сега со одлуката во текот на месец октомври ќе го реализираме до крај тоа, за да се собира комплет таму во тие трите села. Со тоа ќе ни останат само малите села од разбиен тип што не се собира ѓубрето. За депонијата во Виница не можеме да кажеме никош дека е ставена под контрола. Со добивањето на ова мало возило, наш план и наша замисла е депонијата помеѓу Истибани и Екимово да се дислоцира и да биде затворена и да остане само градската депонија. Таму секогаш постои опасност од избавување на пожар, меѓутоа ние се трудиме да не дојде тоа. Во последните веќе месец дена немаме таква ситуација. Утре пак ќе работат машини таму и се надеваме дека нема да дојде до несакани ситуации. Ова возило општина Виница го обезбеди преку проектот Унапредување на општинското владење, финансиран од Европската унија, а спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии. Во рамките на овој проект е изработен и интегриран план за локален развој на општина Виница за периодот од 2019 до 2023 година.